Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Стресните настани им се случуваат на сите, секојдневно. Тие не изместуваат од рамнотежа, но повеќето од нас успеваат самостојно да се справат со него и да го неутрализираат, односно да се вратат во нормала, да го надминат. Травматските искуства пак се поретки, не им се случуваат на сите, тие комплетно не изфрлаат од рамнотеж, имаме чувство дека ја губиме контролата над сопствениот живот, доведуваат до страдање и многу тешко е соочувањето со него и нормализирањето на состојбата. За емоционалниот стрес и за травмата денеска зборуваме со доктор Марија Костадиновска, специјалист по психијатрија во Жан Митрев клиник. Стартуваме веднаш по рекламите. Со доктор Марија Костадиновска, специјалист психијатар од Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за емоционалниот стрес и траумата. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам, Марија. Добар ден и до гледачите. Искажувам благодарност за можноста денеска да поразговараме на темата за стрес и стресни расстройства, особено бидејќи стресот е дел од нашето секојдневие, но и честа причина за клиентите да дојдат и да побараат стручна помош. Сите сме запознаени со стресот, секојдневно сме изложени на некаква форма на стрес. Зборот стрес е дел од нашиот секојдневен речник за да го опишеме животот што го живееме всушност. И секогаш го доживуваме како нешто негативно. Но дали е стресот секогаш таков? Напротив, стресот во умерена или пак мала доза може да биде многу стимулирачки, позитивен, да не охрабри, да не поттикне да изнајдеме начин на разрешавање на состојбата и да се прилагодиме на одреден стресоген фактор кој што можеби во моментот така кратко не вознемирил. И таквата состојба ние ја нарекуваме пака стручно еустрес, уствари само делува мотивирачки, стимулирачки за подобро да се снајдеме во секојдневието. Така, позитивен стрес што велате ве, например, пред почетокот на емисијата, повеќето чувствуваат од гостите, па и водителите, некако позитивен стрес, влијето и на концентрацијата ја подобрува? Повремено може да ја наруши, ама брзо возможува заради мотивирачкиот дел да се вратиме во контрола на сопствените можности и да настапиме конструктивно. Но сепак стресот е поврзан со бројни негативни искуства. Например, секојдневно возиме во гужвите низ улиците, тоа предизвикува стрес. Стрес предизвикува многу обврски, да речеме, на работното место. Така, роковите за завршување на истите и она кое што можеби како еден негативен стрес или значењето на тој негативен стрес кој што го доживуваме е практично дисбалансот кој што го имаме помеѓу нашите желби, нашите очекувања и што е она како реално возможно да се оствари. Во таквите моменти може само да проговориме дека кога доживуваме негативен стрес и кој што ние не би можеле ниту да го превенираме, ниту да го контролираме, се така наречените катастрофални стресни фактори, како што се природните непогоди, земјотресот, поплава, војна, но и пандемијата која што ние како луѓе во изминатите 3 години ја преживеавме. Зашто велиме дека е најтежок катастрофалниот фактор на стрес? Тоа произлегува заради тоа што ние треба за краток временски период да се прилагодиме на нови настани и да ги офатиме евентуалните последици, односно што ние не можеме да ги претпоставиме кои би дошле со новото секојдневие. Што е пострашно, полошо? Акутниот стрес или оној што е хроничен, го нарекуваме, што трае долго време? Акутниот стрес, знаете, би требало за краток временски период да се разреши. И го сметаме дека ние секојдневно се соочуваме со низа на стресни состојби, дека веќе имаме одредено животно искуство со кој што лесно можеме да го надминиме. Од прилика и народот вели дека некоја значително посериозна стресна состојба му треба одреден временски период од 40 дена за да ја преживееме, да се соочиме со новините и да започнеме некое ново секојдневие. Од тука се смета дека акутната реакција на стрес е нешто што е мирливо и би требало да не остави последици, туку напротив, лицата да извлечат искуство и понатака да продолжат со секојдневното функционирање.
Хроничниот стрес е нешто кое што всушност ни укажува дека ние не сме ја разрешиле адекватно акутната реакција, односно акутната вознемиреност, и тоа како такво се пролонгира и дава одредени последици. Може да не исцрпи физички и психички. Така, не исцрпува. Значи, оно кое што реално се случува е дека ние имаме вознемиреност. Се намалува при вознемиреноста, при силната вознемиреност, концентрацијата, вниманието. Луѓето секако во некое чувство на збунетост, на несигурност, себеизменетост во одреден временски период. Во дополнително, знаете, влијае и на секојдневното функционирање, кај дел од луѓето може да се манифестира со потешкоти, како на пример покачен крвен притисок или забрзана срцева работа, кое што ги онеспокојува, бидејќи мислат дека станува збор за некоја сериозна телесна болест. Всушност ние имаме една манифестација на вознемиреност, како генерализирана анксиозност, ние ја велиме, или панични состојби попознато во народот. Често пати се случува да размислуваме на некој лош стресен настан што ни се случил во минатото, или пак за нешто лошо што би можело да ни се случи во иднината. Дали при тоа си создаваме самите стресна состојба? Под стрес ли сме тогаш? Сме под стрес. Знаете, има една многу интересна мисла која што вели дека ние кога живееме во минатото се себе обвинуваме, нали, како да се камшикуваме. А ако пак премногу размислуваме за иднината, постануваме вознемирени, бидејќи ние не можеме да предвидиме што носи утрешниот ден. Секогаш стручните лица во областа на психологија и психијатрија велат дека ние треба да го живееме моментот, значи сега и тука, односно да се сконцентрираме на она кое што актуелно ни се случува и да имаме некои само краткорочни планови за да се најдеме во функционална психичка состојба, односно невознемиреност. Значи, на тој начин би избегнале дополнителен стрес? Да, би избегнале дополнителен стрес, бидејќи иднината како таква е непредвидлива, со оглед на тоа да самиот живот е динамичен и непредвидлив. Но не можеме да не размислуваме на иднината. Апсолутно. Затоа велам, да имаме можеби по-позитивен поглед, планови, секогаш да се повикуваме на нашите искуства кои што до сега сме ги имале во надминување на одредени стресни моменти, и тоа да ни биде како еден вид патокас и водилка. Доктор, ке некои луѓе многу вешто прикриваат дека се под стрес, ке стават на себе некоја лажна насмевка, ќе речат се еворе, други пак се комплетно потонати. Од што зависи како стресот ќе влијае на нас? Зависи од карактерот на човекот. Постојат, например, интровертни лица кои што, знаете, се тајат во себе, ретко се впуштаат во спонтана комуникација, ретко ги искажуваат своите доживувања и, знаете, вака видено од страна мисла дека на овој човек ништо не му се случило или лесно е надминал состојбата. Постојат луѓе кои што кога ќе доживеат одреден стресен момент, знаете, тие сметаат дека можат самите да го надминат, па дополнително преку потиснување на чувствата, на емоциите, на мислите кои што навираат во нив, не ги искажуваат и делуваат доста потонато и загрижено. Сите ние се разликуваме со сопствен стил на размислување, на однесување, и тоа практично допринесува да имаме секогаш различна реакција како индивидуи во дадена стресна состојба. Некои не сакаат да кажат дека се под стрес, бидејќи постои некој убедување дека оние кои што се покршливи се послаби карактери, дека некој што е цврст нема така лесно да потоне. Има ли вистина во тоа? Не би се сложила, знаете, со оваа мисла, бидејќи сите ние како луѓе трпиме стресно доколку во даден временски период се соочиме со неколку стресогени фактори кои што значително ни ја реметат нашата внатрешна хомеостаза, нашиот баланс, ние не можеме да останеме и како неутрални на тие случувања. На некој начин имаме манифестација на стресот која што ни укажува дека треба да се соочиме со состојбата. Ја споминавте манифестацијата на стресот, па како да препознаеме дали сме под стрес, дали сме болни, како што споминавте, или сме под стрес, но да препознаеме кај некој друг ваков проблем. Значи, првата најчесто реакција која што на луѓето им се случува кога наидуваат на така значително постресоген момент
е моментот на збунетост, зачуденост, практично како да не веруваат дека се наоѓаат во некоја изменета состојба која што за нив делува така малце страно и необично. Тоа се така наречени дисоцијативни моменти, но има и телесни сензации кои што се по-манифестни. Тоа е кога лицето ќе каже: леле, знаеш колку срцето ми трепери, мислам дека од мене ќе излезе. Па тука кога ми застане една кнедла во грлото, никако да проговорам. Има чисти сензации по телото, налик на болки. Се јавува главоболка, болка околу зглобовите, околу карлицата, непријатност во абдоменот, како чести грчеви или пак течни столици. Често пати се пожалуваат дека имаат нестабилен од со вртоглавица, како зуење на ушите. Односно, имаме една телесна манифестација која што всушност е резултати на низа биолошки случувања што се одржуваат во нашиот организам и кои што не доведуваат и во една состојба каде што ние се обидуваме да се избориме од стресот преку тие така моменти што ги знаеме на борба или бегство. И во таквите моменти всушност се лачат големи количини на кортизол и на норадреналин, адреналин кои што на нас не возможуваат така хормоните на стресот да се практично нашиот организам да работи со забрзана срцева работа, забрзано дишење, понапрегната мускулатура и таквите практично телесни симптоми кои што ги доживуваат и чувствуваат луѓето дополнително ги заплашуваат со оглед дека мислат дека страдаат од некое сериозно телесно заболување и им ја на некој начин генерира паничната состојба и паничниот круг. Може ли да се јави заборавеност, расејаност? Апсолутно. А некој да се плаша дека може би забораваат. Да, забораваат. А тоа е уствари резултат на моментот на намалената концентрација и внимание, кое што всушност се намалува како резултат на тоа што ние сме препливани од нашите емоции, бидејќи самиот стрес е емоционален одговор на стресогениот фактор. Знаете, луѓето се ужаснати, уплашени, чувствуваат во даден нели зависно од стресогениот момент тага, разочараност, гнев, бес и сите тие моменти се битни и значени за да така влијат на нивното перцепирање на заборавеност. Всушност тоа е само во моментот на идување на низа на емоции и мисли кои што ја прават оваа ментална конфузија. Значи многу е важно да препознаеме дека се наоѓаме во состојба на стрес. И кај други. И особено лицата и клиентите кои што доаѓаат во секојдневната практика знаат да речат: леле, ова било паничен напад, долго време ми требаше да сватам, ама и кај други го приметувам. Значи кога ќе го доживееме лесно, потоа го препознаеме кај некој друг. Кај други, апсолутно. Често се случуваат, значи, паничните напади? Паничните напади, на жал, во последните 3 години навистина често се случуваат. Некако мислам дека започна со самата пандемија прогласена заради коронавирусот, неизвестното утре, неизвестноста во секојдневицата и непознатото кај нас доведе значително стравување како ние ќе успееме да одговориме на препораките, но и дали ќе успееме да се спасиме од непознатото. Често пати луѓето доаѓа со таа лептечка, ние ја викаме анксиозност, односно кога сме вознемирени, а не знаеме од што сме вознемирени, но кога веќе почнува да се создава страв и да го дефинираат, дополнително ги обременува за да на некој начин луѓето и почнат и да се повлекуваат, да се изолираат или да се плашат, да им се поремети сонот, да имаат несоница, да се намали апетитот или кај некои луѓе да влија и до сколемување на апетитот. Значи, сите стресни состојби на некој начин не оттргнуваат од нормалниот баланс. Имаме различна манифестација кон тоа. Има ли некакви техники за самопомош за справување со стресот, што можеме, например, во домашни услови да ги преземеме? Самопомош е моментот кога ние ќе осознаеме и предходно ќе си побараме стручна помош за да го дефинираме проблемот и да укажеме. Прво стручна помош. Во секој случај треба да се побара, за да знаеме за што се работи, а потоа да се применат техники. Така, за луѓето знаете да разграничат дека е само една психолошка состојба и дека не станува збор за сериозно телесно нарушување.
кога ќе настапат на еден консултативен преглед, дали со психолог или психијатар, им се укажува дека тоа е симптом на вознемиреноста и паничната состојба. И во такви моменти ние им укажуваме на техниките за дишење. Што всушност овозможуваме? Преку техниката на дишење овозможуваме не преку носот, туку преку нашата уста, ние да внесуваме воздух. Значи, 4 секунди внесуваме преку уста воздух, постепено 8 секунди го издишуваме воздухот. И тоа во текот на минутата се повторува како 4 сеанси. Треба да избереме отприлика вака мирно место во кое што ние може да бидеме комотни, спокојни, да не се чувствуваме непријатно заради присуство на трети лица и да дишеме воздух. Доколку не можеме да се изолираме заради моментот на непредвидливост кога би настапил паничниот напад, тогаш е пожелно да се отвори прозор, да се дише воздух повторно преку уста и или пак најблиско што може да се помогнеме да земеме мобилен телефон, односно преку ваквите постапки сакам да кажам дека ние прекинуваме мислата која што го отпочнала и го генерирала паничниот напад и паничната состојба. Се случува да хипервентилираат пациенти? Да, апсолутно. Преку тие техники на дишење се овозможува да настане хипервентилација, но тогаш ги советуваме дека треба да прекинат, особено доколку премногу се форсира ваквиот вид на дишење и техника на самопомош, понекогаш може да почувствуваат одредена нестабилност и вртоглавица и им кажуваме дека тоа е дел од симптомот, но дека нели се разрешува кога повторно ќе си го превземат спонтаното дишење. Многу е битно да се прекине, значи, паничната мисла, за да се прекине паничниот напад и луѓето што побрзо да се успокојат. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта на телефонскиот број 02307677. Почитувани, добре дојдени се вашите јавувања и вашите размислувања и искуства на оваа тема. Можете да споделите како вие се чувствувате кога ќе бидете изложени на некој голем стрес и како се смирувате, се охрабрувате ли да појдете на психолог, односно психијатар. Се променили кај нас ставот околу односно предрасудите околу посетата на психијатар и психолог. Постоеше некаква стигматизација до неодамна. Луѓето неволно поаѓаа таму. Така е, навистина луѓето неволно поаѓа, но можеби па и една позитивна работа на пандемијата е дека сепак беше еден предизвик да луѓето проговорат за сопствените тегоби и потоа да побараат помош. Навистина постојат многу психолози кои што знаат да препознаат состојбата, да интервенираат преку психотераписки техники и да помогнат во стабилизирање на состојбата. Се разбира и психијатрите сме тука да помогнеме доколку станува збор за посериозно психичко и телесно отстапување и да медикаментозно ги третираме состојбите. Да проговориме и за травматските искуства. Понекогаш во животот се случуваат големи трагедии, неочекувано смрт на блиска личност, сообраќајна неизгода. Тука спаѓа во травматско искуство што ми изненади губењето на работното место. Имаме тука една дилема која што ќе ја разрешиме, односно вие ќе ни ја разрешите, која што гласи: травматските искуства секогаш се стресни, но стресовите не се секогаш травматични. Дали ова точно и дали значи дека стресот не е секогаш штетен, но дека травмата е речиси секогаш штетна? Да, се согласувам со мислата, затоа што секогаш стресот не води кон травма. Можеме на брзина да го поминеме стресот, особено ако е позитивен, ќе не стимулира, брзо ќе најдеме решение на даден проблем и ние сме надминале состојбата. Проблемот настанува доколку збориме за сериозен стресоген момент каде што е нападнат интегритетот на личноста, збориме за физичкиот и психичкиот интегритет или поединечно психички и физички, тоа значи доколку лицето било повредено при сообраќајка или при тепачка, при немил настан, силувањата. Таквите моменти неволно наводат кај одредени лица да реагираат подраматично на стресниот момент. Затоа што, знаете, зависно од возраста на лицето, неговата
емоционална зрелост, животното искуство, тоа се едни од факторите кои што влијаат дали лицето успешно ќе успее да се справи со стресната состојба и факторот кој што го наметнал стресот, или пак ќе е потребна стручна помош и односно веќе заради таа травматизираност на лицето. Значи, на пример, да издвоиме, ако едно дете кое што тргнува во градинка или на училиште се наоѓа во една група каде што сите деца се креативни, друштвени, спонтано играат, учат, се забавуваат, имаат креативно каче, градинката или школувањето ќе го доживее позитивно. Но доколку се случи да биде налик на жртва на булинг, на некој вид на форма на насилство, тоа дете своето школување ќе го доживее како траума. Например, или пензионирањето, кај дел од лицата може многу полесно да го надминат и да биде како еден само адаптационен стрес во преминување на нова животна доба, а за разлика од лицата кои што се сметаат дека се уште се работоспособни или пак се соочуваат со некои здравствени проблеми, сметаат дека потешко би го надминале веќе новиот тек на живот, тогаш на вистина пензионирањето може да биде дополнително стресоген и травматичен фактор. Промената на работното место може би или губењето на работното место? Апсолутно, првично делува како шок, затоа што знаете се плашиме ние за сопствената екзистенција и тоа е стрес. Тука, доколку лицето на брзина ги мобилизира своите психички капацитети, способности, ќе почне да бара решение на проблемот. Значи, многу е битно во стресните состојби на брзина да го детектираме проблемот, да го дефинираме проблемот и да бараме решение на проблемот. Тогаш, точно дека е стресна состојба губење на работно место, но мобилизирањето во разрешување на проблемот нема да дозволи да се настане значителна траума. А како траумата влијае на организмот? Што се случува со телото? Исто како и стресот или подраматично? Знаете, ги има елементите на стресот во смисол на сите симптоми кои што ги наброивме за вознемиреноста. Но дополнително се јавува тага, разочараност, преиспитување. Често пати луѓето се само обвинуваат, само критикуваат. Дополнително, да речем, се ја влошуваат состојбата. Кај дел од луѓето настануваат значителни преиспитувања. Така да траумата морам да речам дека не може да биде до толку позитивна колку што стресот можеше да го речеме дека е стрес и со позитивен исход. Кај дел од луѓето кои што не успеваат да разрешат акутната стресна состојба, може како резултат на сето тоа да стане посериозна форма на стресно расстройство, ние го велиме, односно посттравматско стресно расстройство, каде што лицата веќе имаат и еден изменет стил на функционирање. Знаете, доколку стане збор за еден травматски настан како нарушување на телесниот интегритет при повреди или силувања, лицата ги преживуваат тие настани. Постојано им се наликна слики на мисли, преиспитувања дали они требале во тој даден временски период да бидат присутни или отсутни од местото, дали нешто ќе се променело ако имале поинакво реагирање. Им се навраќаат мисли од настанот, дополнително се зголемуваат непријатните емоции кои што ги доживуваат, како што е, например, разочареноста, тагата, вознемиреноста. Имаат обсесивни мисли, постојано се навраќаат на настанот. Тие се, знаете, навратувачки мисли, заради тоа што они постојано го преживуваат настанот и не можат да излезат од тие слики и сцени кои што практично како да ги следат после настанот. Но не се налик на вистински обсесивни мисли, туку се како неразрешени емоции и мисли кои што трауматски само ги преживуваме во секоја наредна прилика, слично на фактор кој што го предизвикал оној момент на траумата. Така, да. Така да, например, луѓето се хипердразливи, немаат толеранција при нормална спонтана комуникација, имаат изменето поведение, често пати се збунети, конфузни, имаат потешкоти со заспивањето и одржувањето на квалитетен сон, се будат со ноќни мори, со ноќни кошмари, повторни преку соновите го преживуваат немилиот настан.
така да овие луѓе навистина страдаат и од нарушено секојдневно функционирање и имаат одредено чувство на себе променетост и себе изменетост, односно се доживуваат дека не се истите луѓе како пред настанот. А од што зависи дали некој ќе го развил овој посттравматски синдром или не? Дали при секоја голема трагедија може да ни се случи ова? Или пак зависи од личноста? Од личноста, од актуелните случувања поврзани со настанот, дали во тој даден временски период имале и дополнителни стресни фактори во секојдневното живење и функционирање. Возраста на лицето, се разбира дека децата не можат така лесно да го надминат стресот, особено доколку се жртви на семејно насилство. Тие можат да бидат секојдневни сведоци на немили зборови, на агресија и таквите моменти. Во подоцнежната возраст може да лицето рече, ја нема да бидам како пример лошиот родител, тато или мама, туку јас ќе бидам, нели, што е за тоа лице добар човек, но за тоа ни треба одреден временски период на согледување на последиците и изнаоѓање на доброто и лошото. Што им советувате на ваквите, на лицата кои што западнале во ваква криза, кои што имаат некој посттравматски синдром или пак некакви нарушувања поврзани од некоја голема трагедија? Корисно ли е да разговараат со некого, например со лица кои што исто така доживеале сличен настан во животот? Значи, на почетокот да, е многу пожелно лицата да разговараат и да го извентилираат, да го прераскажат настанот, за настанот да не се задржи во себе. Тука може да најдат помош од лицата кои што, нели, се родителите, значајни блиски лица, пријатели. Но во даден временски период тоа е корисно и пожелно, бидејќи тоа се лица кои што на нас не даваат поддршка, ни пристапуваат со емпатија, не згрижуваат и ние се чувствуваме безбедни. Доколку симптомите продолжат, лицето се доживува чести секојдневни панични состојби, се чувствува нефункционално на работно место, користи боледување, прави испитување на телесната состојба заради низа на телесни симптоми. Во таквите, знаете, моменти неопходно е да се побара стручна помош. Таа стручна помош, например, може да биде како работа во групи, каде што постојат лица 6 до 8, колку и да содржи групата, каде што меѓу себе повторно ќе споделат искуство, секој за својата траума и лично преживување на настаните, но тука имаме стручно лице, психолог, психотерапевт, психијатар, кој што ќе ја модулира групата и ќе може да држи стручна насока и да превенира несакан момент. Исто така, преку индивидуалните психотераписки интервенции, лично може да се разработат емоциите кај лицата, да се соочи со истите, но дополнително преку когнитив-бихевиоралната терапија, како психотераписка интервенција, да се увидат маладаптивните, значи неадекватните наши постапки, размислувања, и да се направи нивно ремоделирање, рефрейминг, ние стручно го велиме. Зашто? Затоа што кога обстојуваат подолг временски период симптомите, тоа значи дека ние користиме неадекватни одбранбени механизми, како претходно кој што го споменав, потиснувањето. И кога ние ги таиме емоциите и нашите размислувања, ние тешко ќе можеме самите од себе да се справиме со стресот и стресните фактори. Од тука е многу битно, значи првично да имаме поддршка од најблиските членови на семејството, но доколку перзистираат симптомите, да се побара стручна помош. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната емисија, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да поставам прашање. Пред 3 години ги изгубив во рок од 2 месеца мојот брат и мојата сестра. И од тогаш ми остана траума, пресеќавање на тоа, повраќање на тие мисли. Еве веќе 3 години сум под депресиви, меѓутоа најголем проблем имам што имам вртоглавици. И како да ги надминам тие вртоглавици, пијам селеногин, цинедил, само ми ги менјат, меѓутоа пак повремено ќе престанат малку. Во денот може са бајле да ми се појават навечер
преку ден и не знам како да не можам да функционирам нормално. Така, како можете да си помогнете и да го решите овој проблем? Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Значи да, спомнавме дека во дадени стресни состојби вртоглавиците се дел од симптомите. Она кое што е пожелно со оглед дека слушателката кажува дека 3 години го разрешува проблемот на вртоглавицата, како таква не е разрешена, сметам дека треба значи да се преиспита дали е доволна концентрацијата на антидепресив кој што ја прима или евентуално да се размисли дали постои дополнително навистина телесен фактор кој што ја одржува оваа вртоглавица долг временски период. Бидејќи кога ние интервенираме со помош на лекарства, повлекувањето на симптомите се очекува да настапи во рок од 3 месеци до 6 месеци, збориме при редовно примање на лекарства. Така, но гледачката спомена дека кога ќе се наврати на она што се случило, добива исто така нагон за повраќање, така што ако е разбрав добро, може би треба да се промени терапијата, антидепресивот. Апсолутно може да се промени терапијата или евентуално во такви моменти да се додаде и средство кои што ќе ја овозможи брзо смирување. Слушателката не ни даде податок, рече дека пред 3 години ги изгубила братот и сестрата, но она не ни кажа дали ги изгубила како резултат на некој травматски настан, не знам, например со обраќајка. Значи, во таквите моменти, доколку бил травматски настан и во ист временски период настанала смртта на лицата, тогаш исто така е пожелно да се разработат овие телесни симптоми по принципот на психотерапија. Односно да видиме што е тоа што ги генерира симптомите за вознемиреност и да се одржуваат како такви во период веќе 3 години. Колкав дел од пациентите кои што доживеале ваков голем стресен настан развиваат симптоми на депресија и потоа мора да примаат антидепресиви? Доколку првичниот стрес, да речеме, не се разреши за месец и пол-два, или пак доколку со помош на примена на лекарствата кои што овозможуваат смирување од типот на диазепам, алпразолам, Некои земат и на своја рака тоа? Апсолутно земат, или можеби матичниот доктор им ги ординира, имаат право колегите матични доктори. Знаете, и доколку се уште постои тој неспокој, особено доколку е обременет со страв, со непријатна известност и исчекување за иднината, не се во можност, знаете, да функционираат и веќе стравуваат дека дополнително им се одразува врз животот, тогаш е пожелно да се отпочне со антидепресивна терапија, затоа што сметаме дека на пат е за развој на депресивна состојба. Тоа е нешто налик на анксиозно-депресивна состојба, каде што имаме помешување помеѓу симптомите и на анксиозност и на депресија, што би значило и намалена волја, намалена енергија, намалена животна активност. А што е со несониците? Голем дел од лицата кои што минале низ вакво животно искуство, потоа не може да спијат. Да, несониците представуваат голема тежина за лицата кои што се справуваат со стрес. Најчесто во вечерните часови, особено пред да легнат, лицата се обидуваат да се преиспитаат дали делот на станите можеле да бидат поинакви. Како може да го разрешат животот понатака. Тоа е една од причините зашто они не можат да заспиат, затоа што бидејќи постојано се секираат. А како што рековме на почетокот, ние не можеме да ги предвидиме настаните во иднината. Но можно е како резултат на преживеаната стрес или траума лицата да го преживуваат настанот и да им генерира една форма на вознемиреност која што дополнително отежнува или заспивањето, или тие например можат да заспијат, но да се будат со кошмарни мори, бидејќи повторно им се навраќаат сцени од немилите настани, налик на, не знам, покотници или врисок или слично, во кој што они повторно на жал го преживуваат настанот. Доктор, кои оние што се наоѓаат во ваква ситуација понекогаш си поставуваат прашањето кому да се обратат, на психијатар или психолог? Која е разликата? Така, значи психологот е лицето кое што помага да се детектира состојбата, да се утврди за како вид на психички отстапувања станува збор, овозможува да употреби техники со кои што се намалува стресот и да помогне во разрешување на стресни моменти, но и на лицето да го упати кои причини на
каков даден стрес реагира, односно да го неутрализира тој момент. Користат психотераписки интервенции од одредена психотераписка школа, како индивидуални или групни, и доколку сета оваа работа како таква не успе, тогаш лицата се упатуваат кај доктор специјалист психијатар. Практично ние како доктори психијатри можеме да ги лекуваме лицата со помош на лекарства. И на тој начин всушност ги отстрануваме моментите на страв, на нелагодност, на загриженост, вознемиреност, несоница и слично. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта и што на ваков убав начин ги разјаснивте најбитните аспекти околу емоционалниот стрес и травмата. Ви благодарам. Доктор Марија Костадиновска, психијатар од Жан Митрев клиник, денеска беше во студиото на Тилма, во гостинка во Тилма амбуланта. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Гледајте на секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. До гледање.